Синоќа во Штип со директен телевизиски пренос на нашата емна телевизија во салата на општина Штип се одржа традиционалната спортска манифестација за избор на спортист на градот. Со интонирање на македонската химна и со воведните говори на Билјана Казанџиска, Елмир Мандак и Сашко Николов се започна со прогласување на најдобрите. Во пионерска конкуренција најдобар спортист е Андреј Трајчев, бореци клуб Балканец, втори е Јован Атанасов, исто така бореци клуб Балканец, а трета е Јована Панева, карате клуб Македонка. Воедно награди добија уште и Клаудио Јанковски, Джем Пашов, Ива Колева, Вероника Зашовска, Јован Данилов, Стефан Антониев и Јован Николевски. Во конкуренција на кадети најдобар е Стефан Штериов, бореци клуб Балканец, втори е Ненад Панов, исто така бореци клуб Балканец, и на третото место Даниел Николовски, Осенсеи. Во конкуренција на јуниори најдобар беше Фадил Назифов, бореци клуб Балканец, второ место за Никола Нацев, Гладиатор, трето место Мила Ваковска, УГД студент Штип. Во конкуренција на сениори прво место Емил Павлов, карате клуб Штип, второ место Жарко Арсовски, карате клуб Штип, трето место Слободанка Стефановска, Гладиатор и Бован Данов, бореци клуб Балканец. Најдобар тренер беше прогласен Сашко Арсовски од карате клуба Штип. Во училиште спорт најдобри се паралелката на основно училиште Ванцо Преке и екипа на средното општинско училиште Никола Нехтенин, како и менторите Ангелче Рунчев и Методи Самарџиски. Најдобар судија беше прогласен Никола Мицевски, одбојка. За посебен придонес на спортот награда за Маја Ашкилова. Најдобар млад надежен спортист Димитар Радев, Осенсеи. Најдобар спортски новинар Зоран Ристевски. Најдобар спортски клуб карате клуб Штип. Најдобри спортски работници Мијалче Маđаров и Марија Гогова. За најдобар спортист на град Штип за 2020 година беше прогласен европскиот карате шампион Емил Павлов. Па видете, нема поголема среќа за бивши каратист да доделува наград за најдобар спортист на градот во име на татко на градот на друг каратист. Јас сум горд, јас сум среќен што го имаме нашиот шампион Емил Павлов и како што тој кажа дека предосеќа дека ова година ќе биде уште поуспешна година, јас мислам дека не го предосеќа, него тој ќе го истренира и некаде таму во после мај месец ќе освои таа норма за Олимпијадата и годинава ќе се радуваме на еден олимписки медал Штипјани, каратето да го направиме да биде на пиедесталот на целата држава. Па да, најпрво голема благодарност до градоначалникот на општина Штип, поранешен картист, како што кажавте и вие, Сашко Николов. Наистина ми е чест да добиам оваа награда по 6-ти пат. Ова минатата година сите знаеме дека е една поразлична година од сите до сега. Јас постојано бев сите последни години постојано надпреварен, оваа година буквално цела година без надпревар, но сепак успеав на почетокот на оваа година да го освојам тој златен медал од светската премиер лига. Но што е тука, јас сум оптимист, јас овој период го искористив да бидам уште подобар, уште сега сум поискусен, можам да кажам дека си го одморив и телото, санирав некои ситни повреди и сега полн со желба, постојано тренирам, мотивиран сум и како што кажав и на излагањето дека со добра поддршка од сите институции да се припремам што е можно подобро за тие турнири, јас сум убеден дека ќе постигнам медал од Олимписките игри, но со Господ напред, најпрво да дојде тој момент, јас како што кажав и сега треба да очекува градот Штипа и цела Македонија дека после подолго време Македонија ќе има настап на Олимписките игри, но не само настап, туку и медал. Изборот на спортист на Штип, според пишаните документи, е воспоставен во 1969 година, кога за најдобар беше избран кошаркарот Благој Димов, но педантите статистичари велат дека традицијата започела во 1967 година, кога за најдобар бил прогласен борецот Добре Маринков, а во 1968 година исто така борецот Симеон Шутев, кој таа година како прв македонец настапи на Олимписките игри во Мексико, но за жал пишаните документи за овие манифестации се изгубени.